Добар ден, Пладневни вести на Канал Плюс. За почеток кратка најава за делот со држините. Македонија и денес тагува по загинатите полицајци во Куманово. Со палење свеќи граѓаните ја изразуваат тагата и почита кон 8 имена загинати. Во чест на денот на сесловенските просветители, општина Штип и Универзитетот Гоце Делчев задутре подготвуваат меѓународна научно-стручна конференција. Хуманитарен концерт за помош во лекувањето на Иван Стојанов ќе се одржи утре во Штип. 9.000 евра го делат Стојанов од можноста за оздравување. Втор ден на национална жалост во Македонија. Државата тагува по загинатите припадници на полицијата. Во Куманово денес е мирно. Во делот од градот нема струја и вода, а во прекини наставата во училиштата. За актуелните настани, председателот Ѓорги Иванов денес се сретнува со представници на странските мисии во Македонија. Денеска во Македонија е вториот ден на национална жалост за 8 загинати полицајци во акцијата против вооружени лица во Куманово. Знаменијата се на половина копија, а сите закажани спортски и политички собири се откажани. Во текот на вчерашниот ден, граѓаните изразија почит кон загинатите бранители. Македонија долго ќе тагува по 8 загинати полицајци: Сашо Самоиловски, Бобан Ивановик, Горан Илиевски, Исамедин Османи, Љубиша Рангелковик, Горан Стојминовик, Жарко Кузмановски и Ненад Серафимовски. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов денеска одржува средба со амбасадорот на САД Джес Бейли, евроамбасадорот Ајво Орав, шефот на мисијата на ОПСЕ Ралф Бред, шефот на канцеларијата за врски на НАТО капетан Румен Радев и амбасадорот на Република Турција Омур Шолендил, како НАТО контакт амбасадор. Ситуацијата утринава во Куманово е мирна. Полицијата тврди дека во градот е безбедно, луѓето се загрижени за состојбата, но полека се враќаат во своите домови. Збунети и вознемирени затикнаа шокантна слика пред домовите. Мирис на барут, чаури, храна и опрема што ја користела терористичката група се расфрлани низ дворовите. Таму буквално се гази по урнатини, десетина куќи се целосно уништени. Во овој дел од градот нема вода и струја, трансформаторите се уништени. Наставата во училиштата не се одржува. Програма за зголемување на младенско учество и младенски активизам е тема на тридневната тренинг конференција во Пробиштип, која завршува денес, а е во организација на Сојузот на извидници на Македонија. Активностите на конференцијата во Пробиштип се во насока на обука на младите за идентификација на проблемите во локалните заедници и начините за подобрување на заедницата. Крато во Пробиштип, Свети Николи и Крива Паланка се општините каде се реализира програмата за јакнење на младенско учество во општинските одлуки. Програмата е директно поддржана од општинските власти. Од денес почнуваат подготвителните работи за обнова и асфалтирање на улицата Джемал Биедик во штипската населба Сењак. Јавното предпријатие ИСАР денес работи на реконструкција на водоводната и канализацијска мрежа на улицата Славчо Стојменски, потоа следи асфалтирање. Општина Штип од денес започнува со подготовките и активностите за обнова и асфалтирање на улица Джемал Биедик во населба Сењак и дел од улицата Вита Попјорданова. Станува збор за можеби една од најоштетените улици во градот, со чие асфалтирање продолжува обновувањето на патната инфраструктура во Штип. За обнова на улицата се предвидени 950.000 денари преку завршената тендерска постапка. За улицата Вита Попјорданова ќе бидат издвоени 1,8 милиони денари. Исто така толку се дадени и за асфалтирање на Маршал Тито, а за Христијан Карпош пак ќе бидат потрошени 696.000 денари. Завршен е тендерот и за реконструкција на улицата Радански пат, кој ќе оди во 2 фази и ќе се издвојат 2,2 милиони денари. Инаку за реконструкција на улици во Штип овој месец ќе бидат потрошени 8,4 милиони денари.
Научно-стручна конференција од меѓународен карактер се подготвува во Штип. Во пресрет на денот на сесловенските просветители, Општина Штип и Универзитетот Гоце Делчев задутре се домаќини на врвни лингвисти од поширокиот регион. По повод 24 мај, денот на просветните работници, Советот на Општина Штип во соработка со Факултетот за образовни науки при УГД по трети пат организира научно-стручна конференција од меѓународен карактер на тема состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија. Конференцијата ќе се одржи на 13 мај во Штип, во големата сала на Општината. За сите учесници се обезбедени сертификати. На распишаниот конкурс се пристигнати вкупно 37 трудови, од кои 6 се од соседна Бугарија. Конференцијата е од отворен тип и може да ја следат сите заинтересирани граѓани. Утре во Домот на културата Ацо Шопов ќе се одржи хуманитарен етно концерт. Собраните средства ќе бидат наменети за лекување на штипјанецот Иван Стојанов. Во вторник 12 мај во Домот на културата Ацо Шопов ќе се одржи хуманитарен етно концерт, од кој собраните средства ќе бидат наменети за лекување на штипјанецот Иван Стојанов, кој треба да отпатува во Кина. Подолго време носам оваа идеја, ќе се одржи хуманитарен концерт каде што ќе настапи културно-уметничкото друштво Ристо Донев учителот. Влезниците се 50 денари. Хуманитарниот концерт се реализира во соработка со Сдруженијето за помош на социјално исклучени лица и ризични групи Цивитас. Основачот и председател на Цивитас Мартин Ѓоргиев истакна дека влезниците веќе се пуштени во предпродажба, за што заинтересираните може да се информираат на интернет страницата на Сдруженијето civitas.mk. Користам приликата да ги повикам сите граѓани, сите кои можат да дојдат да помогнат символично, да му помогнеме на Иван да застане на свој нозе. Сите заинтересирани за предвидениот час и половина колку што ќе трае концертот, ќе се запознаат со македонскиот фолклор, ќе имаат можност да уживаат во сплетовите од македонски ора, со кои членовите на културно-уметничкото друштво Ристо Донев учителот ќе им ја доловат македонската традиција. Нека хуманитарниот етно концерт биде мотивација за и понатаму да ја покажеме нашата хуманост, да се донира со што младиот штипјанец ќе има можност што побрзо да собере уште 9000 евра кои недостасуваат за да замине на лекување во Кина. Канал Плюс телевизија е еден од покровителите на овој хуманитарен настан. Најмалку 2 лица загинаа, над 3500 жители се евакуирани откако силен тајфун го зафати североисточниот дел на Филипините. Тајфунот Ноул ослабна откако во неделата го погоди крајбрежниот град Санта Ана. Филипинските власти објавија предупредување и совети за евакуација на луѓето од крајбрежните и планинските села. Денес во Брисел ќе се одржи уште една средба помеѓу представниците на грчката влада и министрите за финансии на еврозоната, на која би требало да биде постигнато барем символично придвижување за да се обезбедат понатамошните средства од Европската централна банка, со кој ќе се возможи ликвидност на грчките банки. Авион на авиокомпанијата Ал Итихад изврши принудно слетување во воена база на Обединетите Арапски Емирати поради опасност од експлозија. Авиопревозникот ја информира јавноста дека авионот, кој патувал од Египет за Дубај, бил приземјен во авиобазата во Дубај. По детална проверка, патниците били упатени кон меѓународниот аеродром во Абу Даби. Во авионот имало 128 патници и 7 членови на екипажот. Вчера се одиграа два надпревари во плей-аут фазата од првата македонска фудбалска лига. Фудбалскиот клуб Брегалница успешно ја заврши борбата против Пелистер со погодокот на Ступич во 44-та минута, со што го совлада домаќинот со 0:1. Нови 3 бода за Брегалница во надпреварот против Пелистер во Прилеп. Веќе 11 надпревари по ред. Екипата на Брегалница не знае за пораз, со тоа што веќе обезбеди директен опстанок во првата лига. Вториот надпревар беше помеѓу екипата на Турново и Тетекс, каде што надпреварот заврши 2:0 за Турново. Фудбалската федерација на Македонија донесе одлука за одложување на трите надпревари од плей-офот на првата лига, што требаше да се играат вчера. Одлуката за одложувањето следи по нарушената безбедносна состојба и големите инциденти што се случија во Куманово. Надпреварите од 30-тото коло во првата македонска фудбалска лига ќе се одиграат утре. Одложениот надпревар помеѓу Шкендија и Вардар наместо во Куманово ќе се игра на стадионот во Кичево. ЖРК Вардар вчера во Будимпешта го освои третото место во Лигата на шампиони во Европа.
Вардар ки го повторија ланскиот пласман со победата против рускиот Динамо Синара со 28-26 во надпреварот за третото место на Final Four турнирот од Лигата на шампионите. Вардар ки успеа да се соземат по вчерашниот тежок пораз од Будучност во полуфиналето и да се изборат за утешното трето место на завршниот турнир во Лигата на шампионите. Македонскиот првак на овој турнир беше далеку од своето најдобро издание, но сепак им донесе триумф против дебитантот на F4, екипата на Динамо Синара. Будучност е новиот шампион на Европа во финалето на вториот Final Four турнир во Лигата на шампионите во Будимпешта. Екипата од Подгорица го победи Ларвик со 26-22. За Будучност ова е трето последователно финале и втора титула во Лигата на шампионите. Ова е се во вестите на Канал Плюс. Повеќе информации за настаните на денот гледате во дневникот во 16:30 и на веб страната kanalplus.mk. Пријатен ден!